Политичарите не заборавија новогодишна честитка да испратат и за своите колеги со кои го делат собранискиот леп. Иако преку целата година се навредуваат од собраниската говорница, а паѓаат и тешки зборови, кога доаѓа новата година се заборава. Здравје, среќа и подсетување повеќе да мислат на државата, како и да ќе се вика во новата година, отколку на својот или пак партискиот интерес. На моите колеги и пратеници би порачал да бидеме поконструктивни во дискусиите, да не се критикуваме, да не дискутираме паушални дискусии, за разлика од она ја што сметам како еден постар пратеник, ова ми е втор мандат, да им порачам да бидат поконструктивни во дискусиите, а не да се навредуваме еден со друг. Прилепчанецот Димитар Стевананџија побара од својот сограѓанин локвенец од СДСМ да ја врати Македонија таму каде што беше до пред 2 години. Но се надевам дека во 2019 година со ладни глави оваа влада, ама поттикната од опозицијата, ќе успее да ја врати Република Македонија таму каде што беше до 2016 година, земја која што беше синоним за странски инвестиции, за нови работни места. Локвенец пак му возврати дека дошло крајот на креирање на лажни вести и дека мора говорот на омраза да го остава зад себе. Сметам дека дојде крајот на креирањето на лажни вести и на говор на омраза, нешто кое во минатото, посебно во 2016 година, не доведе во една исклучително тешка ситуација. Говорот на омраза да го оставиме зад себе во минатото и да се насочиме кон споредување и спротивставување на нашите аргументи на ниво на докази, а не на политички толкувања и на одредени мислења и толкувања. Туку директно со аргументи и со докази да ги спротивставиме нашите политички ставови. Под паролите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ секојдневно се испраќаа пораки, што преку соопштенија, што преку изјави пред седиштето на политичкиот противник. И овој пат Костадин Костадинов и Наум Стоилковски имаа што да си кажат и порачаат. На еден млад човек, како што е Костадин Костадинов, му посакувам повеќе да биде свој. Да не биде копија, особено не на политички лидер. Да биде свој, со навистина своји ставови и размисли и видувања, а помалку да користи наметнати ставови и наметнати реченици. Со тоа, да се потруди да изгради свој збороред, да не биде проста репродукција. На Костадин Костадинов му посакувам слога во семејството, но и слога со граѓаните, да го слушне и нивниот глас пред политички да носи одлуки. Најпрвен би му посакал добро здравје нему и на неговото семејство, мир и благосостојба во неговиот дом и секако во новата 2019 година Наум да не биде злоупотребуван од раководството на неговата партија, да шири невистини, туку навистина да бидеме посветени на обезбедување подобро утре за сите граѓани на Република Македонија. Велат дека најдоброто доаѓа на крајот, а тоа не може да биде никој друг, туку Амди Бајрам. Тој на колегите им порача заеднички да гласаат за Северна Македонија, а граѓаните да не се секираат за него. Тој секогаш ќе биде со оној што е на власт и не планира да го смени дресот. Сите во новата година заеднички да гласаме за Северна Република Македонија, сите заедно да ја донесеме одлуката заеднички, затоа што тоа е во интерес на сите нас политичарите. Значи, кој е на вас, увек сум со вас. Сепак, ништо од ова нема да биде возможно, ако не биде одобрено лично од Дедо Мраз. Тој пак има порака за политичарите, за да може да ги испорача желбите. Оваа година Дедо Мраз сака да им посака на политичарите помалце да крадат, или во однос на тоа, ако веќе крадат, барем да има и за нас граѓаните. Од таа причина што оваа година Дедо Мраз немаше пари да им купи пакетчиња и поклони за сите дечиња. Затоа, политичари, драги мои, вршете си ја вашата работа, крадете што крадете, ама крадете со усул и крадете да има нешто и за граѓаните. Среќна ви нова година!